Кой поверува и се крсти, ќе биде спасен. Драги браќи и сестри, ова се зборовите на нашиот Спасител Господ Исус Христос, упатени до апостолите со порака до сите луѓе, бидејќи верата и крштението се основен услов за спасението на човекот од неговите греови. Крштението е клучот што ги отвара рајските врати на Царството Божјо кон вечен и блажен живот. Новокрстениот станува член на Црквата Христова и чедо на Севишниот Бог. Тогаш Бог му дарува ангел чувар и закрилник, кој се грижи за душа на новокрстениот, ја чува од секакво видливо и невидливо зло на овоземниот живот, го патува по патот на спасението. Нашиот Спасител Господ Исус Христос немал потреба од крштевање, зашто е безгрешен, но ни дал пример како да се очистиме од првородниот грев и од сите други гревови, знајни и незнајни. А крштевањето на Господа Исуса Христа беше вака. Меѓу другите луѓе кај Свети Јован на реката Јордан дошол и Господ Исус Христос. Штом го видел Свети Јован, го посочил на народот велејќи: еве го јагнето Божјо кој ги зема гревовите на светот врз себе. Овие зборови не ги кажал сам од себе, ама од Бога биле вдахнати. Преку нив пророкот ја прескажал суштината на Христовата проповед на овоземниот живот, дека Спасителот не доаѓа да загосподари и за да добие земна слава, туку да служи и да даде примерна слуга и да пострада за нашите греови. Кога Господ Исус Христос се причижил, ја кажал намерата на Свети Јован, а Свети Јован го одвратил со зборовите: јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли идеш? Се обрати кон луѓето велејќи: јас ве крштевам со вода, но оно што иде по мене ќе ве крсти со Дух Свети. Господ Исус Христос му рекол: остави го сето тоа, нам ни преостанува да ја извршиме секоја правда. Свети Јован видел дека не треба да се противи и го крстил Исуса. Со самото влегување на Господа Исуса Христа во реката Јордан, сите води во светот се осетуваат. Што ми излеголо од водата, се отворило небото и Дух Свети се спуштал над него во вид на гула и се слушал глас кој велел: ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата милост, него послушајте го. Во нашиот народ овој празник се именува како водици или свето богојавление, бидејќи се јавува Светата Троица. Синот се крштева, Светиот Дух во вид на гула блепи над водата, а Отецот се слуша глас. По повод крштевањето на Господа Исуса Христа, во сите свети православни храмови широм светот се прави голем богојавленски водосвет. Драги христијани, измина период од половина век во кој се наметнуваше безбожништвото и забраната на овие убави традиции. Нашата света црква и вера беа ставени на мачен општествен живот. Тие времиња поминаа. Денес црквата и верата се слободни. Затоа да ги отстраниме последиците од атеистичкото време. Светата мајка црква порачува: чувајте ги обичаите, крстете ги некрстените, за да и тие влезат во семејството на православието и тие да постанат синови Божи, запазени со неговата благодат. Ангел чува да им се испрати на секој од нас, да не чува и крепи од секакви сатански искушенија, да обстанеме како православен, чесен и Божи народ македонски, со самото поросување од оваа света вода, да се очистиме од нашите знајни и незнајни гревови, во срцата наши да заживее љубов, нашите души да се издигнат код Бога, а нашите лошоти се измијат и се изгубат во бурните води јордански. Дух Свети да не крепи во сите искушенија, тешкоти и маки. А ние го славиме Божјото име за вечни векови. Амин. Од Марко светото евангелие се чита: во на време дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јована во Јордан, и кога излегуваше од водата,
веднаш виде како се отворија небесата и духот во вид на гулаб како слегува над него. И се чу гласот од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир на Господа да се помолиме. За вишен мир и за спасение на нашите души на Господа да се помолиме. За мир на целиот свет, добросостојба на светите Божи цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. За овој свет храм и за оние кои што со вера, набожност и со страх Божи влегуваат во него на Господа да се помолиме. За високо преосвещенејшиот митрополит наш Наум и за новопросветениот епископ Јаков на Господа да се помолиме. Да се осветат овие води со силата и действието и слегувањето на Светиот Дух на Господа да се помолиме. Да им се дарува благодат за избавување Јорданово, благословување преку силата и действието и слегувањето на Светиот Дух, на Господа да се помолиме, да биде сатаната сокрен и уништен под нивните нозе, на Господа да се помолиме. Да бидат овие води дар за осветување и избавување од греховите, за исцеление на душите и телата, за секаква особена полза, на Господа да се помолиме. За осветување на домовите на они што се црпат и земат од неа, на Господа да се помолиме. Да биде за очистување на душите и телата на сите што со вера црпат од неа и се причестуваат, на Господа да се помолиме. Да се удостоиме да бидеме осветени преку причестување до овие води и видливи јавување на Светиот Дух, на Господа да се помолиме. Да го чуе Господ Бог гласот на молитвата од нас грешните и да не помилува, на Господа да се помолиме. Боже, заштити не, спаси, помилуј и сочувај не со Твојата благодат, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети, самите себе еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме, на Господа да се помолиме. Господи Исусе Христе, единороден Сине, кој си во преградките на Отца, вистински Боже, извор на животот и безсмртност, светлина од светлината, кој си дошол во светот, за да го просветиш и озарија нашата мисла со Твојот свет дух. Примене нас, кои Ти принесуваме слава и благодарност за Твоите чудни и големи дела, што во последниот век си ги појавили преку Твојата спасителна промисла. Облекувајќи се во нашата немој и понижена природа си слезе во човечки изглед. Цару на сите, уште Ти си примил да бидеш крстен од човечка рака, па осветувајќи ја безгрешен водата, да ни отвориш пат кон преродба со вода и дух, да не упатиш кон правобитната слобода. Празнувајќи го споменот на ова божествена тајна, Ти се молиме, човеколюбче, пороси не и нас, Твоите недостојни раби, според Твоето божествено ветување, со чиста вода, дар на Твоето милосрдие, па прозбата што ние грешните ја направиме од оваа вода, да биде по Твоја благост благопријатна и Твоето благослово на неа да ни се дарува нам, на сите Твои верни луѓе, за слава на Твоето свето име, на кое се поклонуваме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Голем си, Господи, чудни се Твоите дела, збор не е доволен да се искажат Твоите чудеса.
Golem si, Gospodi, čudni se tvojite dela, nijedan zbor nije dovoljen da se iskaže tvojite čudesa. Golem si, Gospodi, čudni se tvojite dela, nijedan zbor nije dovoljen da se iskaže tvojite čudesa. Zašto ti dobrovoljno se si privel od nebitije v obitije, so tvojata sila gi držiš stvarite, so tvojata promislaš ga upravljaš svetom. Ti si go sozda svetot od 4 stihini, krugotna godinata si go ovenčal so 4 vreminja. Od tebe treperat site duhovni sili, tebe ti vospeva sonce, tebe te slavi mesečinata, pri tebe se zvezdite, tebe te slušat svetlinata, od tebe treperat beznite, tebe ti služat izvorite. Ti si go raširil neboto kako koža i si je utrl zemljata na vodi. Ti si go ogradil moreto so pesok i si go izjal vozduhu za dišenje. Tebe ti služat angelske te sili, arhangelske te činovi ti se klanja, mnogoočiti heruvimi i šestokrilati serafimi. Stojeći okolo tebe i odletuvajući te so strav, od tvojata nepristapna slava si go pokriva ad liceto. Ti si Bog neopišan, bespočeten, neiskažan i si došao na zemljata. Si primil lik na sluga i čovječko podobije, zašto poradi milosrdijeto na tvojata milost, vladiko, ne pretrpe da go gledaš čovječki rod izmačuvan od djavolot, no si došao i si ne spasil. Ja ispoveda me blagodata, ja propoveda me milosta i neki krije me dobročinствата. Ti si ja oslobodio prirodata na naš odrod, si ja osvetil utrobata na sveta deva so tvoje to rađanje. Celata tvar ti peje tebe koji si se javil, zašto ti, naši od Bog, si se javil na zemljata i si poživao su ludjeto. Ti si ga osvetil jordanski te vodi, ispraćajci go od neboto tvoj sve duh i uništuvajci gi, glavite na tamu gnezdenite zmiji. Sam ti čovekoljubi caru, dojdi sega, su slegovanjato na tvoj sve duh i osveti gi ovije vodi. Sam ti čovekoljubi car, dojdi sega preko slegovanjato na tvoj svet duh i osveti gi ovije vodi. Sam ti čovekoljubi car, dojdi sega preko slegovanjato na tvoj svet duh i osveti gi ovije vodi. Come on!